Струмичките пациенти кои патувале од Италија со пациентката на која е потврдено присуството на коронавирусот, уште синоќа се исконтактирани и се наоѓаат во изолација во домашни услови во соработка со МВР. Најголем дел од патниците немале контакт со поголема маса на луѓе, туку само со семејството. На денешниот состанок на комитетот ќе ги разгледаме можностите за продолжување на домашната изолација или префрлање на овие лица во инфективните оделенија, одредени за изолација, изјави денеска министерот за здравство Венко Филипче. Лицата пак со кои тие биле во контакт се веќе лоцирани и сконтактирани. И тие се наоѓаат во домашна изолација, а епидемиолозите на центрите за јавно здравје од утринава се веќе натерани ги анкетираат, согласно утврдената постапка. Направен е контакт со сите контакти кои што ги имале овие патници во текот на вчерашниот ден. Телефонски се исконтактирани сите и му кажано на тоа дека треба да почекаат денеска во утринските часови да бидат контактирани како од екипите на епидемиолози, така и од прибаниците на Министерството за внатрешни работи, кај дел овај интервју е веќе завршено, дел се врши сега токму во овие моменти. Доброто е тоа што скоро сите се укажуваат на тоа дека немале контакт со голема маса на луѓе, пред се контактите се во рамките на семејствата и тоа во куќите во кои што живеат или во истите дворови. На сите тие ќе им биде назначена изолација исто така. Од одделението за образование во општина Струмица денеска велат дека се прават напори за најкус може рок училиштата да бидат дезинфецирани, но и обезбедат доволно сапуни и антибактериски гелови за учениците и наставниот кадар во сите општински училишта. Од јавната установа Општа болница Струмица денеска не сакаат да зборуваат пред камера со образложение дека сите потребни информации околу новонастанатата ситуација во земјава, но и на територија на општина Струмица ќе ги добиваме од извештаите и соопштенијата од Институтот за јавно здравје и Министерството за здравство. Во меѓувреме, владата ги извести сите вработени во државните и локалните институции и предпријатија, вработени во основно, средно и високо образование, како и сите ученици и студенти, дека доколку во последните 2 недели патувале или живеат во некој кој патувал во регионите Ломбардија, Венето, Емилија Ромања, Пиемонт во Италија, како и Кина, Хонг Конг, Иран, Јапонија, Маку, Филипини, Република Кореја, Сингапур, Тајван, најпотребно е да не доаѓаат на работа, односно на училиште, факултет и да ја информираат институцијата, односно училиштето.